земјата, а со границите ја држиме земјата. Македонија, земја на легенди, писанија, преданија. Земја разпоствана помеѓу планини и ливади, поделена од моќниот Аксиос, денешен Ватар. На два природни брега полни историја, полни пелин и мед, радост и тага, зурли, тапани, тажалинки и епопеи. Земја со 2025 години христијанство, црковната порта на Европа, манастирот на светот. Македонија, кај што во прастар Ликвидус стапнал апостол Павле и ја покрстил света Лидија Охридска, кај што ослепените од Самуила оделе од Охрид со вистината како последен завет. Земја на едно вечно изгресонце, собрано во неутриното на Алшадникот, напишано врз каменот од Розета, заседнато на троновите на Кокино, попејано и навезено од конески низ тешкото, видено низ очите на Коча Расим, неговата ленка, разшушкано низ љубовните стихови на Петре Андреевски и неговата бесмртна Дениция. Македонија, име писнато низ журлите на тешкото, нарисано врз записите на Кирила и Методија, разиграно по иконите на Дичо Зограф, огледано во огледалото на Свети Кирил Лешочки, испукано како куршумот на макикетката на Гоце Делчев, со запис крвопис на една размеѓена, а толку блиска наша историја, вечна историја. Македонското име е препознаено преку окарината, преку менадата, преку мостовите и кулите на Крапово, преку кротките, а толку моćни борови шуми во Берова, преку византиското црковно пеење што го споредуваат со ангелското, преку моćните седумосмини, низ веслата на Липнида, низ клепалото на Виборски, низ Битолската чаршија. Македонија, мостот на вековите, крстопат на освојувачи и сонувачи, една европска брана на традиција и модерно. А цветот на логото е осликан на штитовите од најмоćната светска армија од античното време, непобедливата фаланга. Цветот како сонце или сонцето како цвет е крик на вечно движење, енергија која извира и не заоња. Само ги менува времињата, ги обликува како глината на теракотните икони од глиница и како такви ги прави вечни. Почитувани присутни, почитувани екселенции, како извршен директор на фондацијата и вечерашен модератор на овој настан, навистина ми е чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам добре ден. На само неколку километри од родното место на византискиот император Јустинијан I, по кој правниот факултет во Скопје го носи неговото име, како истакнат христијанин и православен теолог, од тука, од камениот мост, го најавуваме ангажманот на нашата фондација. Имам чест да го најавам председателот на фондацијата, господинот Мирчо Крстевски, да ги поздрави присутните. Повелете. Благодарам, Марко. Почитувани гости, драги пријатели, моето име е Мирчо Крстевски и ми представува огромна чест и одговорност да ви се обратам како председател на Глобална македонска фондација Вечно. Денешниот ден го сметаме за почеток за нашето повеќе од една многу оформена организација. Тој означува почетна точка на една долгогодишна и јасно дефинирана мисија. Да поврзаме македонската историја, јазикот, идентитетот со современите предизвици и мината во широкиот светски контекст. Кратко за мене. Мојата професионална кариера е обликувана преку долгогодишна работа. Меѓу другото и во рамките на концернот Volkswagen, каде што имав привилегија да бидам дел од нивната интерна академија за стратешко водење наменета исклучиво за високи менеџери. Исто така како раководител на една бизнес единица со над 114 вработени, мојата мисија од секогаш била да создадем ефективни структури, да организирам процеси
да изградиме тимови, темелени врз вредности, визија и одговорност. Овие искуства денес ги внесуваме во оваа фондација, во чии настанок сум активно вклучен саму почеток. Во текот на програмата ќе имате привилегија да ги слушнете нашите ценени говорници, коосновачи, професори, истражувачи и културни дејци, кои потедално ќе ја представат мисијата, визијата и идните активности на ГМФ. И благодарам за вашето внимание и ви поканувам со отворени срца и умови во последните остатокот од програмата. Уверен сум дека ќе ве инспирира и оправи да станете дел од нашата заедничка визија. Благодарам. Благодарам, почитуван председателе Крстевски, што пристигнавте од Германија за овие денови тука да помогнете и за мисијата која што ја прокламирате. Велим, еден човек не е остров, целина сам за себе. Секој човек е дел од континентот, дел од земјата. Затоа не прашувај за кого бијат камбаните, бијат за тебе. Оваа фондација во својот назив го носи и македонското и глобалното, затоа што културата нема граници, а македонското е онака што се неговите говорници, но и неговите спомени и сеќавања. Еден народ ќе биде среќен онолку колку што се неговите припадници среќни. Тој ќе биде вреден онолку колку што се неговите припадници вредни. Мислим како една прилика ќе забележи. Милоста кон родниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто е наш, исто како што е наша татковината. Еден народ што го изгубил својот јазик, личи на човек кој го изгубил патот и не знае ни каде оди, ни кој е. Токму примерот на семејството Крстовски од Тетово, кое со децении работи и живее во Германија, е пример за една ревностна борба за она што е наше, она што е своје. Основачот Ацо Крстевски е дипломиран менаџер со богато животно искуство, стекнато ширум светот, човек со длабоко вкоренета љубов кон Македонија и нејзиниот идентитет. Како страстен промотор на македонското културно и историско наследство, тој за мисијата на глобалната фондација ги зацртува следните цели: научно истражување, афирмација на македонската вистина и охрабрување на новите генерации да го носат своето наследство со гордост. Не само како сведок, туку и како активен творец на времето, со збори и со дело тој гради мостови помеѓу Македонија и светот, меѓу минатото и мината. Го повикувам основачот господин Ацо Крстевски да се обрати. Благодарам. Почитувани дами и господа, ценети гости, пријатели и сънародници. Денес сме обединети во духот на еден значаен и рекол историски чин, основањето на глобална македонска фондација Вечна. Но пред да проговорам за нејзината мисија и визија, дозволете ми да се навратам на изворот, на моментот кога оваа идеја почна да се обикува. Фондацијата Вечна не настана одеднаш. Таа се формираше постепено, низ период од 4 години, водена од натрешната потреба кај нас. Луѓето кои верувале во вредноста на историската вистина, во моќта на културниот идентитет и во достоинството на сеќавањето. Клучниот поттик го добивме есента минатата година, преку еден тиво глас, но со мощен, јасен знак од мајтарцовата Крозданка Крстевска. Чие интуитивно чувство и подршка беа недосмислена потврда дека времето е сустријано.
Клучниот поттик го добивме есента минатата година, потоа мојот син Мирчо со своето знаење, визија и организацијска решителност ја презведе задачата идејата да стане остварлива и одржлива реалност. И благодарам син. На 2 октомври 2024 година во Германија го избравме името Ловатно Македонска фондација Вечна. И го составивме првиот основачки акт. На 9 декември името беше официјално и регистрирано, односно резервирано во Централниот регистар на Македонија, а на 13 јануари оваа година фондацијата доби правен статус, непрофитна, со седиште во Тетово. Паралелно се случи настан од исклучителна важност за фондацијата. Објавувањето на книгата Писма на Љубомир Милетич од Афанасий Селише, труд на доктор Бранислав Петодаревич и Драган Јачовски, таму некаде скриен. Оваа книга осветли една долго трајна историска нејаснотија која 95 години, замислете, 95 години останала надвор од јавната научна дебата. Тогаш ни поставивме едно суштинско прашање. Ако е можно една невистина да обстои речиси еден век, зар не е нашата обврска да ја помогнеме на вистината да проговори? Сега, тука и со факти. Така се роди нашата фондација не како форма, туку како завет. Завет кон науката, кон автентичниот документ, кон методолошкото прецизно проучување на минатото и кон иднината, ослободена од догми и идеолошки наративи. Глобалната Македонска фондација Вечна е замислена како сериозна, професионална и независна платформа за истражување, документирање и промовирање на македонското културно-историско наследство. Нашата цел не е да водиме диалог со минатото, туку да ја овозможиме на вистината да излезе од сенките. Не создаваме митови, туку се стремиме кон разбирање на стварноста, така како што е, со академска дисциплина и непристрасност. Иднината може да се гради само во длабинското разбирање на минатото, ослободено од влијања кои ја заобличуваат вистината. Фондацијата го избра знаењето како пат, а вистината како светилник. Мисијата на фондацијата е јасна. Да ги документира и анализира најзначајните историски сведоштва со методолошка строгост и научен интегритет. Да поддржува истражувачки проекти насочени кон објективно и аргументирано осветлување на македонската историја и културно наследство. Да иницира образовни програми, особено за младите генерации, преку кои тие ќе стекнат знаење за своето културно потекло со почит, гордост и разбирање. Да афирмира македонската култура, историска мисла во меѓународен контекст, со академски пристап на достоинствена презентација. Особено ми е чест што денес ја најавувам првата стратешка иницијатива на фондацијата. Програма за стипендирање на магистарски и докторски студии по историја со фокус на теми поврзани со македонскиот идентитет, културното наследство и историските нејаснотии. Ова е нашата инвестиција во иднината, поддршка за млади истражувачи,
ослободени од идеолошки насоки и мотивирани од љубопитност, истрајност и почит кон вистината. Во таа насока, Фондацијата Вечна ќе отвори пат и за идни договорни партнерства со релевантни институции и научни центри. Овој пристап произлегува од нашата определба за долгорочна соработка заснована врз заедна доверба, научна одговорност и почитување на институционалниот интегритет. Иако во оваа фаза се уште не можеме да го прецизираме обемот на материјалната поддршка која би ја вложиле во заедничките иницијативи, нашата волја и подготвеност за професионален ангажман се цврсти и искрени. Веруваме дека преку договорна и професионална соработка ќе изградиме силна основа за автентично и договорно представување на одговорно представување на македонската историја, дома и во светот. Зашто зачувувањето на културното наследство не е лична амбиција. Тоа е заедничка одговорност или интелектуална, а и човечка. Фондацијата Вечна ќе биде место на спојување на генерации, знаења и перспективи. Институционалниот дом на една заедница посветена на вистината, чиј темел не се цидови, туку идеи, љубов и истрајност. Јас, Ацо Крстевски, денес не говорам само о лично својство. Говорам во името на сите оние кои чувствуваат повик да го сочуваат македонското културно паметење со ум, со срце и со тело. Во името на македонците низ светот, во името на во името на македонците низ светот, кои трагаат по духовна врска за своите корени. Во името на младите, што засуджуваат иднината ослободен, што конфузни и наметнати дилеми. Со денешниот чин не сме само следоци на еден настан. Стануваме дел од заедничка обврска да придонесеме до достапно, точно и одговорно интерпретирање на историјата. Да ја сочуваме суштината на нашето име како дел од културниот и научниот континуитет. Да ги истражиме и негуваме нашите корени како дел од заедничкото човечко наследство. Глобалната македонска фондација Вечна е заедничка мисија. Патување на знаење, достоинство и паметење. Зашто Македонија не е само географски простор, таа е идеја, таа е култура, таа е духовно траење. Со оваа фондација, оваа идеја станува вечна. Отец ви благодарам. Фондацијата ја основаме по слоганот Корени и иднина, со намера да го зачуваме и афирмираме исконското помеѓу нас, традицијата, културата, јазикот, идентитетот. За да го заштитиме нашето наследство, мора да инвестираме во иднината. Поради тоа, Фондацијата за остварувањето на својата благодатна идеја за поддршка на младите истражувачи и културните работници, но и воопшто за намерата за унапредување на културното наследство, отворени се следните фондови за донирање. Првиот фонд се однесува на поддршка на визијата на нашата фондација. Вашата донација помага да се одржи фондацијата и нејзините долгорочни иницијативи. Со вашата поддршка можеме да продолжиме да го промовираме македонското наследство, да финансираме клучни проекти и да го прошириме нашето влијание глобално. Вториот фонд е фондот за млади истражувачи од повеќе области. Третиот фонд пак е истражувачки фонд за истражување во областта на историјата. На веб страницата на фондацијата gmfe.org, достапна на промотивните материјали
Исто така се достапни и начините за донирање. Со тоа и ве повикуваме и финансиски да се приклучите на нашата мисија. Македонската жена во историјата и во книжевноста го представува символот на битката сила, непоколебливата човечност и вечната борба. Таа е и божество, како што сведочи култот на големата мајка, представен из археолошкиот пронајдок од местноста Тумба во Мажари. Таа е символ на мајка хранителка. Токму ваквиот култ е најзастапен во периодот на неолитот. Жената низ историјата е мајка која се жртвува, сопруга, страдалничка, бунтовничка. Жените во делото село за 7 јасени се чуварки на моралниот ред и морална вертикала. Во големата вода на Чинго, жената е страдалничка, но е гласот на совеста кој не може да се углуши. Чести задоволство ми е да ја најавиме следната говорничка, доктор Мимоза Рајел. Таа е доктор по филолошки науки и специјалист на престижната школа и во Париз. Таа е професор по естетика на Меѓународниот универзитет Европа Прима и автор на бројни книги и есеи, кои што се посветени на македонската култура, книжевност и уметност. Во моментов е советничка за култура на председателот на владата на Македонија, со што го продолжува својот ангажман за афирмација на македонското културно богатство. Поведение. Македонското културно искуство, кој се кристализира повеќе од 1 милениум, органски е поврзано со големите цивилизации на античката култура и византиската уметност. Оттаму македонската култура ќе ја карактеризира убавината, уметноста на возвишеното на античко-византиската цивилизација. Посебно таа ќе се развие во средновековната иконопластика како свој автентичен израз во сликарството, поезијата, средновековната музика. Иако македонската култура во себе асимилира дел на античката и византиската култура, таа ќе добие своје специфично искуство. Како дел на христијанската во македонската култура присутни се 3 грандиозни чинители од епохален историски потенцијал. Христијанизацијата на Балканот, богомилското движење како хереза кој длабоко проникна во македонската култура и уметност, и Охридската книжевна школа големото описменување на словените, кој започна од Македонија и се развија во сиот остана словенски свет. Ова се клучните културни вертикали од кои произлегува целокупното македонско и национално искуство. Првата културна вертикалија која трае од 9 до 14 век, Охридската книжевна школа е првиот универзитет во Европа на кој студираа повеќе од 3500 студенти и говореа на старословенски и македонски црковен јазик. Токму македонското наречје добиено од преводот на Светото писмо ќе биде основа за сите останати словенски јазици и ќе влијае за нивното создавање и оформување. Климент Охридски од тоа наречје создаде првата македонска литература со што се ставени темелите на македонскиот јазик и култура. За Охридската книжевна школа Блаже Конески ќе каже дека е духовно движење кој започнува во 9 века преку драматичните столетија трае се година. Таа е еден автентичен словенско-македонски континуитет што ние денес мораме да го актуализираме иако сме во мал број и да се подготвиме свесно за предизвиците и тенденциите што доаѓаат, за да не изгубиме оваа мала, но уште важна култура која што се создава на почвата на македонската земја. Во 9 век се роди македонскиот јазик и македонското писмо преку Дунав стигна до Крим и Волга. Тука во Охрид во Македонија, во градот на светлината, тука каде што Григор Прличев прв пат кога го виде книга Совршенство или смрт, тука каде што се удрија темелите на една нова старословенска цивилизација, каде што се создаде нашиот духовно-историски персоналитет, се создаде македонската автохтона култура и уметност. Во ова време, паралелно со Охридската книжевна школа, кога се ставени темелите на македонскиот културен идентитет со свој јазик, во Охрид, во Света Софија, се создаваше и старата Охридска архиепископија, каде што македонските архиепископи пееа старословенските житија за животот и смртта на македонски јазик. Ова е мощно важно да се потенцира преку денес. Македонската култура е карактеризирана со перманентно спротиставување на насилството. Повеќе од 1,5 милениум создавани се монструозни средства за уништување на македонскиот јазик, култура и идентитет затоа што во нив се наоѓа македонскиот специфичен дух.
За жал, таа борба се до денес не е завршена. Македонија е онаа која низ вековите била поробувана од другите империалистички сили, а страдањето на македонската судбина е судбината на двата конца од црквото страни, едниот црна, другиот црвен. Оваа метафора на двата субстанцијални елементи на црното и црвеното, на вкрвавената зора на македонската сага, на темницата што штрека на тешката судбина на македонскиот род, е и метафора за македонскиот специфичен идентитет и персоналитет, кој не е сликовито го наоѓаме во почетоците на создавањето на македонскиот јазик и култура. Втората епоха од 14 до 19 век, така наречениот исламски период кога се вршело духовно и физичко насилство, време кога се случи големата панисламизација, време кога Македонија падна во битката Геварица во 1371. Посебно во овој период масовно се градат амамите, џамиите со цел да се изгуби автентичниот израз на македонската култура, создавана во далечниот 9 век. Но Македонија ниту тогаш не го изгуби својот дух сместен во сопствениот јазик, во македонската култура и во своите специфични обичаи. Третиот период на македонската култура се случи во 19 век, периодот на големата прерод. Кога во Македонија се јавува отпорот од панбулгаризацијата, пансербизацијата и панелонизацијата. Овој период на македонската преродба се одвиваше под начелото дека секој народ кој е духовно покорен е навистина породен. Сите културни процеси на планот на литературата и на планот на лингвистиката во епохата на македонската преродба се резервираат во капиталното дело на големиот македонски филолог Крсте Петков Мисеков за македонските работи, издадено 1903 година, кога на самиот почеток на 19 век се положуваат основите на македонскиот литературен јазик. Интересен е фактот, а и не беше ништо чудно, што уште по самото објавување на ова капитално дело беше уништено. Така историјата, како и денес, се повторува по кој знае кој пат. Ова варварско уништување на оваа фундаментална македонска книга гореше во пламени јазици во центарот на Софија, во истата година, кога во крв е задушено Иленденското востание и Кушевската република, и е уште еден доказ како во минатото се уништувале македонските духовни дейности, како Македонија своите привремени порази ќе преобразуваше во духовни победи, толку преку култура. Основната духовна идеја на македонската преродба во 19 век е да ја разводи во зоднови свеста за она што минало. За историскиот континуитет она сознание кој уште Мисирков во 903 го дефинираше како нашата работа. Не е ништо друго, туку само еден чекор напред. Во Македонија живее македонскиот народ, а не бугарски, не српски, не грчки. Тој народ има своја историја, своји национални вредности, своји културни и историски заслуги во цивилизацијската историја на Словенија. Македонија е земја на старословенската култура и никој не може да го искорени тој факт, ниту таа културна придобивка. Токму оваа Мисиркова свест станува средиште на македонската природба, која брзо завлада со генерациите на новите писатели, поети, собирачи на народното творештво, композитори, кристализирајќи се во напорот за воспоставување на македонскиот литературен јазик и јазик кој станува најважниот историски подем на македонската култура. Во 20 век, како што е познато, влеговме со големи и тешки крвави рани. Тешко може да се најде некоја друга европска култура како македонската, што се создавало во екзодуси и екзили, тоа на јазиците, на народите, каде по жестоките прогони и закани, македонецот го нашол своето жителство во Словенија. Та и таквата наша историска специфика не обврзува во македонската културна и литературна наука. Да зборуваме за една релевантна литература на македонците која е создавана на другите јазици како посебно поглавје во историјата на македонската литература, како национален историски долг на македонската култура, да го приопшти тоа големо книжевно и национално богатство. Ова мора да се нагласува посебно денес, кога во литературната политика на нашите соседи се уште постојат недоразбирања за статусот на литературата што ја создавале македонците на други јазици, но никогаш не загубувајќи го своето македонско национално чувство, ниту откажувајќи се од својата македонска заштовина, туку повеќето од нив напротив, борејќи се и умирајќи за неа. Тие ја приградиле поезијата и уметноста воопшто, да ги откријат и нив да ги забележат недлабоките човечки споведи и патува на својата страдалничка земја
и низ културата да се потврдат токму како македонци, а не како припадници на народите на чиј јазик пишувал. Именно тој факт денес не само што се промолчува, туку и грубо и жестоко се злоупотребува. Македонскиот литературен кружок во Софија именно е најдобар доказ во тоа. Во потрага по идентитет не е само нивната екзистенцијална, туку во прв ред и нивната национална и културолошка тема со која сите тие се обсесивно оценени. Тие биле свесни, како што и Виктор Зафировски ќе запише во 1970 година, дека народ без култура е објект на плјачка и асимилација, а борбата за сопствениот идентитет останува глува. Се тоа оди во линија на она познатото на Гоце Делчев дека македонската култура е неопходна за правилниот ток на македонската слободителна борба. Културата е подразбира слободата, уживање на своите автентични специфики, како што вели Крочија, има апсолутна иманенција со македонскиот случај. Ако културата на еден народ не открива нејзината историја, значи дека историјата на тој народ не потполна, или дека само оној народ кој има своја култура, има своја историја и преку неа обстојува во време. Но затоа денес може би повеќе од било кога претходно е важно обединувањето на македонците околу најважните национални обележја и тука да заземеме цврст и непокорен став. Како и во минатото, сите наши линденци, револуционери и борци за Македонија кои работеа на формувањето и дефинирањето на македонското национално прашање, деснува и се бореа во прв план за единство и обединување на македонците во клучните историски присутни мигови за Македонија. Идејата на нашите први револуционери, како идеите на нивните наследници, како што гледаме од говорот на Брашнаров, на првото заседание на АСНО, беа македонците да се обединат во едно заедничко, победничко национално јавно. Ете затоа ова е времето кога ни е дадена една нова историска шанса да се вратиме на основските вредности кои се сублимираат во целиот македонски идентитет и тие вредности да станат наша државничка Библија. На крај, без културата ние стануваме духовно поробен народ. Без културата го губиме најзначајното обележје на нацијата, а без нацијата и националната со сигурност ќе изгубиме државата. Затоа и оваа средба денес, за која зборуваме за нашата единствена култура и историја и всушност гласот за спас на македонскиот идентитет и враќање на свеста околу значењето на македонската култура и најзначајното обележје на нацијата, и затоа со голема благодарност кон основачите на оваа фондација, кои што се едни големи патриоти, поклон за земја, затоа што вака заеднички во едно заедничко победоносно јадро ние ќе може и да успееме. Ви благодарам. Во срцето на Балканот, земјата под македонското сонце носи белези на различни империи, стремежи, восстања, надеж. Македонскиот народ, како период на Петре М. Андреевски и во најтешките моменти од својата историја и самобитност, ќе го брани и одбрани својот јазик, култура, традиција, етнос. Таквата хронологија гледаме и во делата на првите собирачи на народните умотворни, браќата Миладиновци, Црвенков, Пулевски. Иако македонската наука е пред сериозни предизвици, таа е стабилна благодарение на трпетот и братоломните напори на одличните истражувачи. Токму еден од нив, нашиот доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни, кој со својата невидена смиреност, систематичност и студиозност ја открива непознатата историја, вешто ја приповеда и достоинствено се спротиставува на обидите за нејзино оспорување. Доктор Светозаревиќ е архивист и историчар со значајна кариера во Државниот архив на Македонија, како и поранешен директор на Музеот на македонската борба за државност и самостојност во Скопје. Автор е на повеќе од 50 научни трудови од областта на историјата, архивистиката и музеологијата и реализатор на над 30 изложби во 5 држави. Носител е на повеќе меѓународни, европски и државни признанија за својот принос во културната и историската сфера. Почитувам, поведете. Благодарам многу за најавата. Почитувано семејство Крстевски, Вичо, Бразарка, Азел,
Почитувани македонци кои вечерва пристигнавте од Европа специјално за овој настан. Ви благодарам што сте тука. Од Италија, од Франција, од Германија и од Пиринска Македонија. Тука и стој со нас. Почитувани универзитетски професори, почитувани амбасадори, почитувани пријатели, почитувани медиуми. Вечерва имам единствена можност да зборувам пред сите вас за глобалната македонска фондација Вечна. Тоа за мене значи дека ќе зборувам за една визија која повикува на единство на сите македонци кои сакаат да помогнат на благородниот проект за едно семејство кој го краси честност и сонува да се посвети на директна помош на македонската наука со конкретна акција. Првичната визија, неопходното единство, пропратено со честност, се потребни на секоја наука и благородна акција. Но, ако ги обединиме првите букви на овие зборови, визија, единство, честност, наука и акција, ќе го добиеме зборот Вечна. Мојава приказна започнува во 1775 година, кога во селото Теас се родил Кирил Печиновиќ. Во оваа вистинска приказна се содржат вредностите на визијата, единството, честноста, науката или наобразбата и акцијата, скратено Вечна, на теарчанецот Кирил, кој се нарекол самиот и тетоец. Уште од мало дете бил воспитуван да верува во Бога и да ги сака луѓето. Низ македонските манастири на Света Гора, Пресвета Богородица Кичевска, Свети Јован Бигорски и Марковил манастир се посветил на верата, родолюбието, писменоста, но имал и голема визија. Кирил Печиновиќ имал визија да го возобнови Лешочкиот манастир, разорван повеќе пати пред тоа. Имал визија да напише книги на македонски народен јазик, разбирлив за секого во неговиот роден крај Татковина. Се поставува прашањето дали постоеле поволни услови за остварување на таа негова визија. Манастирот бил разрушен. Од Тетовскиот крај централната османска власт едва се надзирала покрај речиси апсолутната власт на локалниот паша Режев, кој целосно владел едва со имотите и животите на селаните. Христијанското население за кое Кирил ја создал својата визија и врз кој требало да се подпре, било во крајна беда, потиснато, неписмено и безгласно. Но човек кој сака да ја оствари својата визија, каква што имал Кирил Печиновиќ, знаел дека е потребно да се постигне единство. Затоа тој се обратил на огромен број луѓе во Тетовско, Гостиварско, Кичевско, Скопско, но барал помош и од подарена. Поменикот на Лешочкиот манастир, напишан под раката на Кирил Печиновиќ, е неверојатен доказ за тоа каква борба водел против злобата, нечестноста, алчноста, простотијата, за да го постигне тоа неопходно единство на народ, да го поведе и извади од темнината, за да го возобнови еден од најстарите македонски манастири. Во манастирскиот поменик се запишани сите кои поминале, но и сите кои помогале, се извинувам, и сите оние кои одмагале. Тоа е човекот. Велат, во неговото срце, како да има насадено две семиња, едното на среќата, другото на очерот. Секој човек одлучува кое семе ќе го негува. Тоа нашиот визионер не го обесхрабрило, напротив го зајакнало, создал единство во народот за неговата визија, но единството е најчувствителната карика. Најсилниот лек за единството е третата буква, вечна, че почнува со честност.
Кирил Пешиновиќ знаел дека за да се оствари уште повеќе да одржи и развива визија, потребна е наука. Неговата наука била наобразбата за него и за неговиот народ. Науката, односно наобразбата, е таа која ќе создаде нови генерации на луѓе кои ќе го поведат народот кон подобро утре. Кирил Пешиновиќ ги собрал сите можни ракописи и книги кои ги сретнал во неговиот живот, кои смел и да ги понесе со себе, за да ги донесе во родниот крај и во возобновениот манастир да ја создаде манастирската библиотека. Тој во секој манастир каде што престојувал оставил своја пишена трага со неговото име, презиме, свештенички чин, а на почетокот ги запишувал трите збора да се знае. Значи, тој знаел дека треба да се знае. А знаењето кое не е запишано, како и да не постоело. Тој со неговото знаење, од пред повеќе од 200 години, знаел дека ќе успее, затоа што неговата визија, единство на народот, честноста, науката ќе бидат доволни да се преземе акција. Кирил Пешиновиќ знаел дека камен само со мисла не се носи. Затоа презел со својот народ огромна акција, која до тогаш не е видена кај подјармениот народ во тој крај веќе со векови. Секој помога со она што можел да помогне. Некој со работа, така пишува Кирил, некој со пари, некој со материјали, некој со занаети, некој со добра мисла. Сите нив Кирил Пешиновиќ ги благословил, ги овековечил во манастирскиот поменик. На сите нив и на нивните поколенија, тој човек оставил писмен и материјален аманет, да се не наобразуваат, да не дозволат да бидат обол од калдрмата, како што вели самиот, да не веруваат во суеверија и амели, да бидат добри верници, да не се пуштаат во гревови, да си го сакаат семејството, својот народ и Бога. А кога сето тоа ќе го направи еден човек, тогаш со право тој црквата и верниците го прогласуваат за светец, како што е и нашиот пример Свети Кирил Лешички. Мојата приказна продолжува во раните 50 години на 20 век, повторно во Теарце, каде што непосредно до местото на родната куќа на Кирил Пешиновиќ е роден Ацо Крстевски, кој со неговото ценето семејство во 2025 година ја формира глобалната македонска формација. Ацо и неговото семејство ги запозна пред 5 години, станавме неразделни во нашата мисија. Сватив дека Ацо е човекот кој со децении се приближува до секој човек кој работи нешто добро за својот народ и татковината. Имав среќа, тој и неговата ценета сопруга Грозданка, да ги запознат и да застанат зад книгата Македонци, која 3 години поред е најбараната книга во Македонија и која се спрема за објавување на 5 јазици и која што благодарејќи на нив двајца веќе е распространета низ поголемиот дел на Европа и благодарејќи на нив и на многу други македонци во Европа и во светот и македонците кои се тука меѓу нас, е подарена во 2000 примероци на македонците во Грција, Србија, Албанија, Косово и Бугарија. И подарена е на стотици институции во светот. И сега Ацо и Грозданка, заедно со нивниот син Мирчо Крстевски, ја основаа Вечер. Вечерва промовираме една фондација која за своја цел има остварување на една благородна идеја да се финансира историската наука и сите други науки кои ќе донесат уште многу значени сознанија од највисок интерес на македонскиот народ и македонската нација, која ќе даде придонес да се помогнат младите научници, да се помогнат истражувањата во странските архиви и уште многу други иницијативи во тој правец. Зошто оваа иницијатива ни е потребна? Зошто историјата ни е потребна? Во време кога ја запоставуваме, ја ставаме на маргините. Затоа што ни е потребен идентитетот. Затоа што без идентитетот ние не постоиме. Идентитетот е тој што не представува кон другите идентитети. Идентитетот не дефинира
во просторот и времето како субјект кој игра за себе и за сите игра улога за себе и за сите други субјекти со кои функционира. Но најмногу идентитетот ни е потребен нам, како што ни е потребен личниот идентитет за да функционираме во однос на другите луѓе и во однос на се околу нас. Така нам ни е потребен и тој заеднички идентитет кој неминовно е обележан со едно име. Човек без идентитет не е човек. Народ без идентитет не е народ. Како што секој човек има своје име со кое се идентификува лично, како што секој човек има презиме со кое се идентификува семејно, сите ние имаме етничко и национално име македонци. И тоа име не идентификува пред целиот свет. И сите ние со тоа национално име имаме свој дом кој се вика Македонија, како што пред 150 години објави Ѓорѓе Пулевски. Да се има собствен дом не е мала работа. Милиарди луѓе во светот нема собствен дом. Но и од 2000 народи во светот само 200 има свој национален дом. Македонците се избориле да бидат меѓу оние 10%, само 10% нации во светот што имаат своја држава. Но Конески во една негова песна ќе предупреди дека тоа име ни е големо и дека ќе посегнат по него. Тој знаеше дека многу генерации се бореле за тоа име и како територијално, како народно и како национално. Тој исто така знаеше дека постоеле многу други народи и култури низ историјата кои исчезнале, а некои од нив биле дури големи империи. Тоа го знаеме и ние, тоа го знаат и другите. Затоа сите нации ја проучуваат, изучуваат, негуваат собствената национална историја. Точно е дека некои процеси во историјата и во денешнината не може никој да ги сопре. И промените и во иднината остануваат неизбежни, како што е исчезнувањето на некои мали народи. Но исто така е точно дека секој човек до последниот негов вздих се обидува да обстане и точно е дека секој народ без држава или со држава се бори до последниот свој атом да обстане. Оттаму е борбата низ вековите и милениумите да обстане името македонци. Оттаму името македонец во античките списи, оттаму името на Библијата, во Библијата, оттаму името во изворите од 15-тиот век низ Европа, оттаму името на надгробните плочи во Америка во 19-тиот век, оттаму името во песните на крестенците, лиденците и партизаните, оттаму ни е името на јазикот, оттаму е најопеаното име во светот. Не верувам дека има повеќе народни песни на светот кои опеа на некоја друга земја од нашата Македонија. Па зошто тоа го правеле нашите предци? Зошто имаме потреба да ги чуваме спомените на нашите родители и нивните предци? Зошто ни е потребна историјата? Навистина зошто? Па велким заради нас и заради нашите поколенија. Не се знае точно дали името на народот најпрви настанало од името на земјата или името на земјата настанало од неговиот народ. Некој ќе рече настанало од митолошката личност Македон, но митологијата повторно настанала од народот. А тоа го прави за да се само идентификува. Не е случајно што во сите модерни теории за народите и нациите се признава митологијата и колективната меморија. Во примерот имињата на Македонија и македонците како ретко, навистина многу ретко, други народи постои пример на слава и трагедија. Ретко постои пример на име кое из историјата се движи како река понорница, која излегува како најсилен гејзер од земјата, тече брзо, тече споро и наеднаш понира за да повторно избие на површината, како што вели песната на браќата Барбаровски, кај што тонеш, таму извираш. Кога потонало народното име, споменот на него одржувало името на земјата. Кога потонувало името на земјата, него го одржувало името на народот. И така, двата милениуми до 19 век, кога тоа име
се издига како нов гейзер покрај сите препреки кои му се на патот за да го снега. Никој кон крајот на 19. век и почетокот на 20. век не бил спремен да прифати на историската сцена после 2000 години еден народ со име македонци и никој не бил спремен да прифати да се формира држава со името Македонија, освен народот кој тоа име го носел преку сите попречувања, негирања, погроми, пропаганди, асимилации, физички ликвидации со крваво стечено име. Феноменот на името на Македонија и македонците не неверојатен. Само два народи и две држави во светот успеа после 2000 години со тие имења да се повратат на светската сцена. Тоа се Израел и Македонија. Израел со помош на најмоćните држави во светот, Македонија речиси да немаше такви сојузници. Но во вистинско време, вистинско место и на вистинската страна на човештвото и на историјата. Да не заборавиме дека колосалната нација и култура Бхарата се уште не го врати своето име, затоа што нејзиниот колонист ја нарече Индија. Да не заборавиме дека славната Персија се уште го носи името Иран, дозволено од нејзиниот колонист. Според тоа, Македонија и македонците се доказ дека ниту може некој да измисли народ и нација со некаква и нечија одлука, ниту пак да ја укине. Освен, ако тоа не го направи или се согласи самиот народ и самата држава за себе. Дојдовме до нашето време во 21. век. Кога некои соседи на Македонија и на македонците прават се имињата Македонија и македонци од државни и народни да постанат провинцијални, можно само во рамките на нивните држави. Прават се да ни ја укинат историјата како наставен предмет, прават се остатоците од тој наставен предмет да пренесува на нашите деца дека ниту тие, ниту нивните предци не биле тоа што се. Прават се да ни ги искинат, да ни ги прекинат врските со нашите сонародници во соседните држави. Прават се да ни ги прекинат историските врски со нашите предци. Прават се да не истераат во непостоењето. Тие го потребуваат најмошното оружје против македонците и Македонија, да ни внесат автоимуна болест во нас, која тлее уште од големите шовинистички пропаганди од 19. век. Тоа е најстрашната болест на секој организам, кога неговиот одбранен систем почнува да ги напаѓа соседните органи. Тие прават се со вложување милиони во наши луѓе, во наши институции да работат против својот народ и својата држава. Прават се да не се поднесува македонец со македонец. Прават се да не убедат дека НАТО ќе не брани, Европа ќе не храни, само да прифатиме услови кои не важат за ниту еден друг народ во Европа. Но во црковните книги пишува: чувај се, па и Бог ќе те чува. Па ни родителите не можат да го заштитат своето најсакано дете ако тоа решило само да не се чува. Ете, заради сето ова и заради уште многу други нешта, потребна ни е визијата на вечна, потребна ни е единството, честноста, науката и акцијата. Ако немаме вечна визија, единство, честност, наука или наобразба и акција за себе, за семејството, за народот и државата, нема да не има. На семејството хрстински им посакува многу здравје и вечна визија, единство, честност, наука и акција, а на сите нас заедно истото. Ама за да не има. Затоа секој од нас нека стави прст на глава и да помисли како може да помогне на визијата на вечна, како нашите предци што го подигнале манастирот. Некој со работа, некој со материјал, некој со пари, некој со добра мисла. Нека ни е вечна, вечна.
излагање. Незаобиколив дел од македонската историја се и битовите драми. Тие се огледало на тогашниот живот, на семејните, социјалните и моралните односи во општеството. Тие се хронологија на едно сиромаштво со моменти на радост, угнетеноста, отпорот и достоинството на човекот се главната оска на овој правец. Символот на народната борба и трагичната судбина е прикажан и во македонската крвава свадба на Черногрински. Ристо Крле пак во Парите се отепувачка, прикажувајќи алчноста за пари, ни донесува една сатирична битова драма. Социјалната неправда и социјалните конфликти се натурите и кај бегалка од Васил Илјовски и Црнила на Коле Чашуле. Социјалната и економската компонента не може да ги изолираме од општествените и човековите односи. Подобрата економска состојба го условува и развојот на културата, туризмот, поддршката на младите истражувачи. Затоа особена чест ми е да го најавиме и професор доктор Љубомир Кекеновски. Како редовен професор на економскиот факултет при УКИМ, неговата академска кариера е посветена на јавниот сектор, фискалната политика и теоријата на јавен избор. Повелете. Здраво, почитувано семејство Крстевски, благодарам на иницијацијата од дека, сите гости и пријатели. И јас сум човек што зборува по инспирација и никаков не сум имал некако. Слушајќи луѓето доаѓа до неколку моменти што мислам дека треба да ги споделиме. Навистина, еве, кога гледаш колку нашиот културен идентитет, историја се нападнати, тогаш се прашуваш како кога имаш некој проблем, кај да одиш на лекар и да речеш што е леко. Зошто се нафатив за да ја поддржам оваа работа? Заради тоа што образованието и науката се најефикасниот лек за оваа држава да обстане и да се развие. Тука мислам дека го доживеавме најголемиот пораз. Мораме да бидеме самокритични заради тоа што кога ќе кажеш образование, гледате го градот како е нечист, гледате што се видливи и невидливи знаци на корупција, тоа сме ние. Значи, државата се брани од сите можни болести само со една образовна, научна, културна нивелација на општото ниво. Вика Архимед, дајте ми лост, ќе го подигнем светот, дајте ми добро образование, да го направам овој народ и горд, и богат. Е сега, кои се точките на кои ние градиме држава? На успешни луѓе. Кои се нашите успешни луѓе од образование, од здравство? Кои се нашите луѓе кои ќе бидат пример и река за тоа? Најдоброто школо е успехот на другиот. Некој отишол во Австралија, кажал на вие дека е добро, отишло цело село. Станале милионери. Затоа не треба наука, не треба образование, треба личен пример. Ние и тоа го забравивме и затоа пред месец дена облекнувме една убава работа да славиме ние најдобрисните луѓе во Македонија ги запознаваме на крај. Анастас Коцарев, човек кој работил со Пиер и со Марија Кири, човек кој бил заслужен и првата рентген снимка е негова за таа Нобелова награда што ја добиваат Пиер и Марија Кири, ние го заборавивме. Нема повисок облик на култура од почитување на попаметните, на вредните, на учените. Дали тоа го прави? Што прави и каде е за среќа на вистината, за волја на вистината да кажеме дека не нема на листата од 2000 универзитети. Со кое образование ние ќе одбраниме Македонија? Со која историја, со која економија, со која наука? Јас го поздравувам брате со ова последното што го направил, затоа што устои нов простор, нова книга, нов доказ, кој требало да биде завршен веројатно пред децении. Да не дојдеме ни оваа ситуација во која ни ги стаѓа двете ноги во една кондура. Затоа што слабото образование, нешто не избришава од овие 2000 листата на универзитетите.
не доведе до тоа да оваа земја придржава, гледате што е парадоксот, ги доживее најголемите порази. Првиот порез, политичко-економски, конструкцијата на државата до 98-2000 година, со една приватизација која остави 300.000 луѓе на улица, со една тотална дезиндустриализација, тоа не е концепт на знаење. Вториот момент 2001 не доведе до воен пораз, за кој цената ја плаќаме сега, као што социјалната цена за лошата приватизација и за неконсистентност на економската теорија, политика и практика ја плаќаме до денес. До тоа да некој биде принуден да земе бугарски паспорт, да биде шофер, да ги испразниме нашите села и градови од младината, тоа што не го успеа на турците и на сите душмани. Треба да се извиниме, да клекнеме пред овие млади луѓе, сежам кога зборувам за ова, и да им се извиниме што им приведихме овие 30 години кога сме имале држава. Сега, после толку години како што го откривме Анаса Стоцаров, ја откривме и Лиљана Мојсова. Жена која доби награда блиска до Револовата, која после децении доаѓа во Македонија. За да не почитуваат другите, треба да се почитуваме самите. Овој контекст на политекономски и на воен пораз се е предворје на оно што уште повеќе боли. Дипломатскиот пораз после последниве 10 години. Каде без наука? Каде без луѓе? Каде без лоби? Каде без што вика Господ Исус Христос кога проаѓа преку водата, вика нема ти да веруваш, јас сум македонец и сакам да видам ќе пеам патриотски песни и све, ма треба знаење. Како ти ќе поминеш преку тој транзиционен Јордан само затоа што веруваш? Оди Господ Исус Христос, по него одат следбениците и сите пропаѓаат и се дават во водата. Тој им вика назад, а ви кажете им ги камењата на кои стоиме, на кои газиме. Тоа се силните институции, силните луѓе, силните процедури. Само така се проаѓа од другата страна. Ние сме никогаш во поопасно време од тоа се што направиле ние како едно чудо, да речам. Македонија навистина е идеја, меѓутоа и емоција и тоа повеќе надвор. Се расипавме последниве 13-30 години заради сите овие порази. Се повлековме во себе. Се притемнивме еден кон друг. И затоа сега, че кажеш емоција или патриотизам, и тоа мерливо. Наполеон вика еден морален, емоционален, патриот човек е еднаков на 6 други војници од другата страна. И затоа ти не можеш да разбереш што направил Александар. Што вика Југен Борза, ние гледаме што направи. Да не зборам за урбанизам, 70 кусур градиви, битки и така натаму, меѓутоа ние не знаеме како. Кој е тој промотор, која е таа мотивација, кој е тоа школа? Зашто за да дојдеш до тоа, ние сега на ова ниво на универзитет забораваме дека инспирацијата, структурата на таа држава е направила Миеза, најголемата школа. Забораваме дека најумниот човек на светот тоа време Аристотел е учител на Александар. Забораваме дека Хипократовата заклетва е пишувана на тој двор. Како ќе се инспирираме ние денеска и дека тоа што викам пак Борза Никол не го направи тоа како вие го викате велики. Не, тој го направи тоа како македонец затоа што тој беше македонски. Велики има Милош, велики овој, велики сите околу нас се велики. Сакаат и тој политоним да го заменат со тоа што е изворно. Значи, зад таа држава стоеше структура. Како што таа структура се пренесе на Византија, зошто? А заради Магнаурската школа. Каде беше учител? Каде беше библиотекар Свети Кирил и Методи? Кој го покрена светот во средниот век? Како тоа се праќаат некои од Цариград да стигне до папата и да ги одбрани од латвиската најеза и од германскиот јазик? А тоа не се прави затоа што идел со бугарски пасоши, возил камиони тамо и светот. Него го примал папата, го примиле најголемите луѓе во тоа свет и го почитувале заради неговото знаење. Јас затоа инсистирам да се ова што кажуваме дека тоа знаење, таа структура, таа идеја треба да произведе таква емоција
За ние денеска да речеш да бидеме, како викаат, горди на тоа. Ама ние не знаеме тоа, ние не учиме тоа. Кој учи во нашите факултети за ова? Се уште е таа забранета тема. Мислам дека последните што ќе поверуваат дека сме македонци, дека не сме дошли со трска преку Дунав, сме ние овде. Од кога словенците, хрватите, министерот ни за образование, кажа, дај да не бидете смешни. Ние се уште не сме се осмелиле да погледнеме во себе. Во минатото, кај што доаѓа, живееме во свет, исто така, по кој кај што се откривме сега на доаѓање на Грегија, што е Harvard Business Review, има еден извештај и вика зашто се користи сега ChatGPT. Никој не користи, дај кажи ми ова како да го решам проблемот, математика, техника и така натаму. Можете да замислите за емоционални и психолошки проблеми. Што покажува тоа? Дека човекот е осан. Па на македонците не им личи тоа. Зашто? Заради тоа што, гледайте сега, од тая структура која ја родила Европската ренесанса, двете македонски династии во Византија, имате една темнина од векови и гледате вие со укината црква, без држава, со сите можни непријатели. Како тие луѓе од Тетница, без школа, без образование, без министерства, без ништо, и у црквите дома и у село им зборат на грчки, тие рекле, чекај, кој ќе погледнеш овде у Македонија, како вика Виктор Григорович, кога дојдов овде сите зборат за Александар и за крал Иванко. Значи ти стоиш на кладенецот на светот, кој ќе погледнеш доле, ти гледаш од Платон и Аристотел како онаа сликата на Рафаел, чудесна, во која Платон покажува горе духовноста и Аристотел покажува напред. Дека треба да се освои простор. Дали ние знаеме кај сме во кој историски момент? Не сваќаме дека ова историско образување нас ни прави средба да имаме оваа генерација со историјата. Затоа што оваа генерација ќе биде, замислете тие луѓе кои таа темница знаеле со песните Григорович кога е некој друго време, некои други луѓе, кој го потврдил и Дедир вика, сите ќе исчезнат, не треба да се плашиме ние од тоа. Сите ќе исчезнат во Европа, ќе останат само македонците, затоа што имаат автентична длабока култура, секоја носија е различна од село у село, секој говор е различен од село у село и сите пеат за Македонија, не сум слушнал песма за Русе, за Свиштов, за Велико Трново. Кај сакате вие доказ за тоа? Каде? Тие биле попаметни, тие го запишале кај нас во песните, во фолклорот како тајнописи. Затоа мисле тој мој колега Емануел Чушков, кој никој не знае на факултетот дека бил на економскиот факултет, као и дека кој го основал Танес, ја основал најсилната културна институција. Кај оделе тие 50 години во Латинска Америка и Јапан, таа чудесна приказна, таа чудесна музика, таа емоција, фолклор, бои, сето тоа нас не направило тоа што сме од тоа да не се плашиме. Ребека Ноч 9 години проаѓа на Балканот, меѓутоа во својата Сив сокол и црно јагне, како вика она таму? Све ќе пропадне и Европа ќе се изгуби пред да биде Европска унија. Вика ќе останат, ако не го следат образецот на селаните од Скопска Црна Гора и од Битолско. Јас 9 години живеев со нив, вика, тие луѓе најдоброто легало, најубавата храна ми ја даваа мене. И они мислеа дека е така нормално. Кај се расипавме ние? Кај огрдоивме? Кај се опустошивме? Кај се исклодошивме? Кај не се препознаваме сега кој е чесен или кој не е чесен, апропо колку кошта овој кошта што е денеска во Скопје. Колку кошта? Тоа е се изгубивме како веројатно Мојсија треба да помина 40 години да бутаме низ оваа транзиција, да се родат некои деца нови и тие да го водат тоа. Затоа што оваа робска свест која имаме ние е најголем терет на врат. Камен и те тера да пливаш. И затоа тој кошта, буквално кој ќе речат, вие треба уште ова, уште она, вика, ме подсетува тоа на оној феномен кога Леонардо да Винчи оди да бара модели да го слика Исус, па после ги слика сите апостоли на тај доаѓа до тоа да го слика Јуда. Одел низ градот и траело 10 години. И на крај го наоѓа човекот и му вика, дојди ти кај мене у студио,
Вика, ти ќе бидеш, одбрав тебе да бидеш вика Јуда. Така си целиот запустен, ограден. И тој почнал да плаче. Вика, што е вика проблем? Па ти пред неколку децении ме викна и го сликаше Исус во мене. Тоа сме ние македонците. Што бевме, што станавме и дали знаеме каде всушност се наоѓаме. Еден друг момент што е многу битен, например, економски и државотворен. Ние имаме песна за играње и македонци храна да направат и така нататък. Меѓутоа, ние сите живееме некдека и ова што сме го направиле заедно се вика држава. Меѓутоа, државата како и ова, како и чашава, се е производ. Каква држава ние направивме од сите наши емоции, недугавости, корупции, лигавости, незнаења? Таква ни е државата. Каква држава ни имаме? Купиш кондори, не си ги отбрал како што треба, твој проблем. Возиш автобус, 30 друси 40, ама ќе живееш у држава во една зграда кај што живееме сите имаат штета од тоа. Лорен Самер сега беше пред недела дена, кога виде каде оди светов, да не се жалиме дека тие турбуленции за нас што ги гледаме се и национални, и емоционални, и економски, меѓутоа тој што има кога губи поише го боли. И тој вика, абе знаеш што, кога е невработеност, вика, полесно се поднесува, 1% остануваат без работа. И обично тоа се сиромашни луѓе. Ама кога е инфлација, вика, тогаш вика сите добиваат, односно сите имаат ефект. Така и ова. Во каква држава живееме, што им оставивме на децата, какво образование, какво здравство, каква социјална, да речам, сигурност, и пак ќе речам за нашиот универзитет. Тој универзитет го правиле најдобрите луѓе тогаш од Југославија. Сите што дошле беа елита тогаш на Балкан. Денеска, како викаат, подобро да го искористам правото на молчење. Сега, како ние ќе направиме приказка, ако не знаеме дека економијата по дефиниција е доверна прва и дека парите со кои плаќаме ние секдека во светот. Таа невидлива приказка се вика доверна. Втората е морал и затоа Адам Смит првата книга што ја пишува е Theory of Moral Sentiments. И третата, богатството на народите, кој што кажува невидливата рака дека секој може да работи, да отиде до Германија, да печали и така натаму, али тоа се тие три чекови. И исто една констатација за историјата, зошто ја изгубивме ние историската битка, заради нашето незнаење. Ајде да не речам предавство и нешто плюс. Но јас би рекол дека не може ако не сте знаеле ние, затоа што вика Хараре, најдобриот мислител за овие приказки, каже, историјата не е наука за минатото. Историјата е наука за иднината. Јас ова што го зборам како поука, не е ова да плачеме ние како било, него да направиме нешто како треба да биде. Како да ги се поправиме на грешките, затоа што вие ако Бугарија вака се однесува денеска кога имаме држава и се, може да замислите како се однесувала 903-та, кога сме немале ништо. Спомна Нимо за палење на книгата. Така, што очекуваме ние? Многу сме наивни да веруваме во нешто друго. И вториот момент што исто така ни смета и историчарите и економистите генерално како и е контекстот, неразбирање на контекстот. Контекстот бара интердисциплинарно знаење. Не можеш да знаеш ти економија ако не знаеш историја, ако не знаеш филозофија, ако не знаеш култура. Грамши вика, не можеш да знаеш историја на еден народ и да разбереш ни еден народ тој в затвор седел, се научил да пише и вика, ако не ја знаеш неговата музика, најголемиот левичар на земјата. Што ние знаеме? Ова е економиста, ова е правник, ама поделен во некој департмент не станал фак идиот. Ништо не може. И затоа би завршил, например, со оваа приказка, некој спомна за евреите, некој пример, кол да мене вика што треба да направите за да имате држава, да се изедначи корупција со предавство. И да ги платите војска, образование и здравство најнисото, за да не ги родат деца. Рецепт неверојатен и сите овие луѓе, затоа го поддржувам и ова, наши вредни луѓе, јас повеќе верувам во децава што се надвор, затоа што имаат и емоција,
за разлика од овие овде кои ја убија емоцијата и гледаат секој ден некоја неправда, да се вратат и да помогнат, да речам, у оваа приказка, за да може да дојдеме до тоа што сите го бараат. Нели Крис Павловски е тука, па ви кај се ќе го изберем овој го избрале визитинг професор, овој почесен доктор и така натаму, кога доаѓа Кисинџер у Израел, вика, да ни помогнете, вие сте наш човек, помагајте. И он вика, ама јас сум, вика, прво американски граѓанин, па после сум државен секретар на Америка, па на крај сум евреј. Па евреите и македонците, тоа на камерата од Розета се гледа, се читаат од десно на лево. Ти си вика прво за нас евреј, па си државен секретар, па на крај си американски граѓанин. Значи тие и оваа полка за нас, за да дојдеме до се ова што го објаснувам, ни треба 3 практични чекови. Како генерација која стварно има средба со историјата, и со тоа би завршил да ја поздравам приказката, е дека да ги разбереме овие, да ги прегрнеме, да ги прифатиме сите овие идеи, да ги поддржуваме. Ова е една мала река, некоја друга река, прават поголема вода и поголема вода само прави корито. Нас ни треба синергија. Тоа што никој пат во нашиот политички поредок не сме го добили. Нашите другиве се непријатели. Моите, па после твоите и така натаму. И у фирма една најважната функција е интегратор. Кој не интегрира нас? Па што би било од Александар ако он не покажал пример, дека тие му покажуваат пример колку се лојални у пустиња кај што праќаат после навеќањето, собираат по една капка вода, цару за тебе само да ви да не умреш, ние ќе умреме низ пустината. Кога гледа он што се случува, он ја зима чашата и ја истуја пред нив. Ако нема за вас, нема ни за мене. Само тој личен пример може да не води, да речем, во тој контекст. И затоа реков, тие примери, тоа е првиот чекор да ги препознаеме, да ги прифатиме, да ги интегрираме. Вториот момент што е многу поважен, е многу практичен и најтежок. За новите предизвици со стар памет не оди. Ние немаме ментална инфраструктура за овие предизвици што доаѓаат. Искрено се плашам од тоа со што располагаме и каков бран и ураган пред нас политички, социјален, безбедносен доаѓа. И затоа реков дека нас ни треба и лична преобразба и колективна метаноја. Тие македонци што ќе го абсолвираат тоа, тие можат да останат и да водат. Без тоа ќе биде само пуста желба. И трета работа што мислам, дека овој народ, како што имал и сега има таа средба со историјата, кај што имаме право, имаме квалитет, барем кај одредени луѓе, поетници кои ќе ги препознаеле, да имаат право на тоа се вика интервала луцита. Една вертикала, значи ние од таа темница сме влегли у природбата. Значи ние од еден притисок сме отишле во богомилското движење кое е претходница на европската ренесанса, на протестантизмот и така натаму. Денеска нас, како средбата на македонецот со апостол Павле и портата да се отвори од Европа низ македонската душа, територија, земја, табиет. Многу убаво е запишено, што веле женет пријател од Париз, вика, многу сум уплашен за земјава што ти се случи, и тој слуша, гледа, вика, што се плашиш? Вика, народ, што го има толку пати од Библија, не може вика да исчезне. Ама треба и ние да му помогнеме малку на Господ. Ви благодарам за вниманието. Ви благодариме за навистина инспиративното излагање. Коча Рацин вели да му го земеш јазикот на народот, тоа значи да му ја земеш душата. Со навистина позитивна енергија и интересни согледување ја затвораме оваа целина.
Под личните обраќања на нашите учесници го затвораме официјалниот дел од вечерашниот настан, како што започнавме со изведбата на македонската химна, дело на Тодор Скаловски Тертоец, а од страна на оперската певица Ивона Нацевска, со македонскиот препознат Мелос, го продолжуваме нашето дружење. Во убавиот македонски звук ве повикуваме на дружење и коктел, за да може заеднички да ги продискутираме можностите за донирање и соработка со фондацијата. Ви посакувам убава вечер и секое добро. Се гледаме на некој следен настан на фондацијата.